Последиците од коронавирусот со месеци веќе ги чувствуваат сите. Бројот на заболени и починати деновиве за жал наместо да се намалува, тој расте. Големи штети трпи економијата, туристичкиот сектор како еден од најпогодените, угостителите. Граѓаните иако можеби со негодување, но полека се навикнуваат на оној поим кој што се нарекува нова нормалност. Социјалните дружења се сведени на минимум. Нема повеќе седенки, состаноци, се носат маски и ништо не функционира како порано. Сдруженијето на жени Природба од Прилеп кој брои 70 на членки и чија цел е зачувување на традицијата, немаат одржан состанок од 8 марта. Деновиве со разлабувањето на мерките. Одново одржуваат одредени средби, но со почитување на сите мерки и препораки и неотворено во парковите во Прилеп. Планираат активностите да ги пренасочат кон оно што го дозволуваат можностите, како што се хуманитарни акции и предавања за COVID-19. Мораме да се придржуваме на мерките кои ги пропиша владата, со заштитни маски, со оддалеченост од 2 метри. Сакаме да ги почитуваме за зачувување на нашето здравје, за зачувување на здравјето на останатите. 2 месеци паузиравме, значи немавме состаноци. Програмата која ја зацртавме за 2020 година не можеме да ја оствариме. Мораме да се прилагодуваме на овие услови, меѓутоа сепак ќе останеме на дел од активностите пред се на хуманите аспекти кои ги имаме во Сдруженијето со спроведување на хуманитарни акции. Со ваквото собирање би одржали предавање за вирусот COVID-19, за сето она што треба понатака да го знаеме. Сите сме вака на раздалечено и треба да се прилагодуваме исто како што ја слушаме владата што ни кажува, Филип че го слушаме на секој и така треба да биде. Тешко ли ви беше да не се гледате меѓу себе, да немате останоци? Точно тешко ни беше, недостасување, тоа нешто ни беше, али мора прилагодување. Во изминатиот период најтешко им било тоа што не можеле да се држат помеѓу себе. Ова ситуација делува на здравјето на луѓето. Затоа потребно е движење, собирање како ние што собираме, ама носење на маски, оддалеченост на 1 метар, 2 метри. Важно, луѓето треба да се рекреира, да се шета, да се движи, а не цело време да се дома. Ама обавезно носење на маски и растојание. До сега како влијаеше седењето дома, осаменоста, недружбата? Кажам дека беше многу неубо. Сите дома седевме, а сега порно вака излегување дружењево е сосема друго. Сдруженијето Природба има своја пеачка секција која што е доста активна и која освен во Прилеп има своји настапи и во другите градови. Велат дека сега нема можност за тоа, но се надеваат дека можеби до крајот на годината ситуацијата ќе се промени и ќе го одржат нивниот редовен предновогодишен концерт. Во склопот на Сдруженијето имаме пеачка група, не може да функционира, сепак јас се погрижувам за тие работи да не останат за така на мртвило. Споделувам кај што сме учествувале, кај што сме оделе. Мораме да се придржуваме кон мерките, мораме да носиме заштитни маски, на раквици. Треба да се учиме да живееме понатаму како што кажува дека така ќе биде, дека мора да се живее со ова, ако е то така. Ова година, за жал, многу работи пропуштивме, не можеме да ги реализираме, не сме во можност. Со упатства од владата натаму, како ќе дозвола, како ќе може до крајот на годината. Имаме уште многу други настани што треба да ги реализираме. Па валјда за нашиот концерт што ќе биде во декември, ќе успееме да одржиме еден концерт, да немаме прекин на нашиот концерт годишен што го одржуваме. До кога ќе трае оваа така наречена нова нормалност, никој со сигурност не може да каже. Но сите ние, како и членките на Природба, се надеваме дека таа ќе заврши што е можно побрзо, за да си ја вратиме онаа старата нормалност, онаа што си ја знаеме и што си ја сакаме.